Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Малку ме збуни на превјуто и имав фриз фрейм. Ворете. Драги мои, имам гостин, особена чест и задоволство, министерот за земјоделие, господинот Љупчо Димовски. Леле, зошто се изблокирав? Знаете зошто се изблокирав? Затоа што пред малку разговаравме за вашиот претходник. Така да. Да, го спомнавме. Да. И мојата констатација беше дека оваа влада до сега, ако некое министерство има најсоодветни и најстручни министри, вие и вашиот претходник навистина одлично си ја завршувате работата. Ја како новинар имав особена чест и задоволство и со него да направам едно интервју, но и со вас две или три интервјуа до сега. Така, да. И мислам, лично сум задоволен и како човек и како новинар, бидејќи е едукативно, е информативно и она што ми дава многу, господине Димовски, што ми дава и се извинувам што малку се збунив на почетокот, што ми дава особено задоволство што добро си ја познавате работата. Очигледно сте стручњак во оваа област и стварно сте на вистинско место. Тоа ми е особено драго. Како сте, да ве прашам, предпоставам? Малку уморно. Добро вечер пред се и за тебе и за гледачите на твојата многу гледана емисија. И мене ми представува особено задоволство секогаш кога се наоѓам во просториите или во студијата на Сител телевизија и особено кога сум гостин кај тебе, заради тоа што навистина е едно задоволство да си биде барем на кратко време во твое друштво и секако во друштво на твоите гледачи. Вие не само што сте професионалец во владата на Република Македонија, вие сте и член на Социјалистичката партија? Да, јас сум член на Социјалистичка партија, генерален секретар на Социјалистичката партија. Так. И еве сега и министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, долг е називот на ресорот во владата на Република Македонија. Може ли да ве прашам нешто за партијата? Имате ли нешто планирани активности во врска сега со избори? Вие сте дел од коалицијата која е на власт, нели? И сигурно и понатаму ќе продолжи таа соработка. Ве прашав преска што планирате за кампања, ми рековте ја од кампања не сум излезен. Па добро, значи во владата имаме едно навистина страшно темпо, динамично на активности. Почнуваме од самиот премиер кој што сами од себе си не се штети. Воркохолик, тоа е дефинитивно. Тоа е фактички пример кој што ние се обидуваме во најголема мера да го следиме и тие активности кои што тој ги презема ги продолжуваме во нашите ресори и исто така ги поставуваме истите услови на нашите најблиски соработници за да може да се завршат работите и во рок, меѓутоа и на начин на кој што не да очекува владата, туку самите граѓани да видат полезност од нашата работа, конкретно во случајот на Министерството за земјоделство, нашите земјоделци, а преку нивната работа и крајните потрошувачи на тие земјоделски производи кои што би требало да се потрошат во одредена мера и на нашиот домашен пазар. Господин министре, вие кога ќе дојдете, мене мешето ми се радува. Знам зашо е муабетот. Врти сучи, тоа е она што ќе го конзумираме, нели? Да. Драго ми е што сте во позитивно расположение. Драго ми е што имаме многу теми за разговор, многу обимни теми за разговор. Да. Така да ја не верувам дека ќе успееме се да покриеме. Еден дел од разговорот ќе одговараме и на прашања кои гледачите ќе ги постават на Facebook профилот, каде што туку го најавив вашето гостување. И ви благодарам што она сосема кратко и тоа многу ми се допаѓа, многу е фраерски, кога она 2 сата пред емисија, министре доаѓам. Крај на моја, обично знаат некои ваши колеги 5 дена, па се јавуваат нивни портпаро, па треба, па чекај, па припреми и така натаму. Вие доаѓате соло, нема обезбедување, нема шофери. Но многу ми се допаѓа вашиот стил, право да ви кажам. Дали сте затворени, едноставно вашата работа ве држи затворен во владата и морате да координирате работите или сте на терен често? Јас сум 90% би рекол на терен. Морам да бидам присутен на терен, морам да бидам во постојана комуникација со сите, ајде би ги рекол со она терминологија која што ја користиме, со сите индивидуални земјоделски производители, со земјоделците.
со нивните представници, особено со представниците на сите форми на здружување на земјоделците, значи со Сојузот на земјоделците на Македонија, со Синдикатот на земјоделците, со Асоциацијата, со Федерацијата и така натаму. Значи со производителите на житарици, на пшеница, на грозје, на било која земјоделска култура. Вчера баш имав прилика, можност да ги посетам дел од преработувачите во јужниот дел од Македонија, во Евгелија, па имав средба со земјоделците во Богданци, во Гевгелискиот регион, малку во Костурино, потоа во Струмица, повторно во Куклиш средба со земјоделците. Добро, зошто се тие средби? Што, дали е тоа дел од кампањата или има конкретно се сретнувате, има конкретни поводи? Овака, значи, прво, нормално е дека голем дел од работите ги извршуваме во самото министерство. И дел од времето го поминуваме на комисиите во владата или на владени седници, меѓутоа е нужно да се биде присутен на терен, заради тоа што доколку се затвориме во канцеларија, ако се изолираме од земјоделците кои што фактички се нашите соработници, би рекол, и јас особено ги чувствувам за блиски, заради тоа што ние на некој начин за овие изминати 5 години истекнавме пријателства, меѓутоа не лажни, туку цврсти пријателства. И едноставно тие земјоделци очекуваат од својот министер помош за било која работа. Колку време сте министер? 5 години скоро. За овие 5 години, што промени видовте? Има големи промени во македонскиот аграр, позитивни пред се, и тоа многу позитивни. Значи, работата на самото министерство се базира на програмата и на министерството и програмата на самата влада. Сите проекти кои што беа зацртани во работењето на министерството во изминатите 5 години се реализирани скоро до последен. Но има и проекти кои што воопшто не били дел од програмата, ама во одреден момент сме почувствувале дека може да се изреализираат. Добро. Или сме добиле врз основа на овие средби што ги имаме со земјоделците, секојдневни, идеја или ни била нагласена некоја нивна потреба. Ама таа потреба ја нема никаде нити во законските акти, нити пак во програмите. И тогаш сме креирале, значи, таков е проект или програма која што во целост или во најголема мера би ги задоволила очекувањата и потребите на земјоделците. Се обедуваме на буквално секој нивно барање да излеземе од пресет секако доколку е издржано. Но затоа се тие непосредни средби, затоа се тие тела во самото министерство, како што е Агросоветот, каде што членуваат сите представници на Сдруженијата на земјоделците, каде што членува науката, професорите од земјоделскиот факултет, каде што во состав на тој Агросовет, како советодавно тело во министерството, е поделено и на 19 подсекторски комисии, буквално за секоја гранка во земјоделството или во сточарството посебно, каде што до детали се анализираат одредени состојби во земјоделството, во ресорот, и врз основа на тие анализи се даваат предлози до министерот, кои што понатаму се обработуваат во информации, па се проследуваат до влада и се носат решенија. Со која е крајна цел? Крајната цел е пред се подигнување на земјоделството во Македонија на што повисоко ниво, што подобро организирање на земјоделското производство, што поголема примена на сите најсовремени трендови, би рекол, во земјоделството, што поголема употреба или користење на механизација за да се олесни трудот на земјоделците, што поголема примена на сите агротехнички мерки, кои што времето ги наложува да бидат искористени, што поголема примена на квалитетни семенски материјали, заради тоа што тоа е основата на квалитетен земјоделски производ, што поголем развој на преработувачкиот сектор како една битна алка во производството на храна. И што видовте, кој е за вас се најзабележителните разлики во последниве 5 години?
Прво, зголемување во рамките на можностите со располагањето на државното земјоделско земјиште и негова распределба на сите заинтересирани граѓани или земјоделци кои што сакаат да се занимаваат активно. Ајде да бидеме со земјоделство. интересни. Да. Колку државата има земјоделско земјиште? Дали тоа имаме ние, дали вие конкретно точно се знае или се уште е тоа 210.000 хектари. 210.000 Државно хектари? земјоделско земјиште. Колку е искористено тоа? Не се искористени 15.000 хектари. Така. 195.000 од прилика се искористени во функција. Так, останатото припаѓа на приватниот. Останатото е приватно земјоделско земјиште. Тие 15.000, овие 210.000 со без тие 15.000, колку генерираат? Колку генерираат заработка, производство? Дали имате некоја таква вкупна математика? Што они конкретно во бруто производот на Република Македонија Вкупниот обем на земјоделското производство во државата за минатата година е 720 милиони евра. Овде збориме 720 милиони евра. Овде збориме само за земјоделие. Да. Овде сточарството не го фаќа. Не, вкупно. Вкупно со се сточарството. 720 милиони евра. Океј. Она што ме интересира е дали производството се зголемуваше заедно со зголемување на субвенциите. Знаете зошто? Ја, бидејќи во животов мој никогаш не сум чекал нити добивал од државата, секогаш сам сум се изборувал. И ја секогаш, дури и премиерот, која ќе дојде и други министри, секогаш за тие субвенции, јас се спротивставам. Сметам дека човек треба сам да не чека од државата, да се снаоѓа и така натаму. Но, дали, како растеа субвенциите, растеа, ајде да не речам сега аритметички или прогресивно, со како прилично многу растеа од последниве 5 години. Вие ќе ми помогнете да ми кажете колку беше сумата пред 5 години, колку е денеска или колку беше 2007, а колку е денеска сумата на субвенции. Дали следствено на растот на субвенциите растеше и земјоделското производство? Значи, затоа зборувам... Таа статистика ме интересира малку. Ќе објаснам. Прво ја ставивме целото државно земјоделско земјиште го ставивме во функција да може да се обработува. Тој им го дадовте на луѓе заинтересирани да го обработуваат, така на одредено или неодредено време. Тоа се дава на концесија во зависност од земјоделската култура која што ќе се обработува. Така. Ако станува збор за едногодишни земјоделски култури, житарици на пример, периодот на издавање на земјоделското земјиште под концесија е 15 години. Така. Ако станува збор за огледување на долгогодишни насади, овошки, лози и така натаму, периодот на концесија е 30 години. Но во почетокот, кога владата ја презема одговорноста да раководи со државата, се започна со издавање на земјоделско земјиште на пократок период од 5 години, па после тие договори се продолжуваат. Така. А истовремено се спроведе и еден проект кој што и сега е актуелен на давање на земјоделско земјиште на плодово уживање. Што значи тоа? На најранливите социјални групи кои што нема работно место, ја изгубија работата после Така. Мрачниот период на транзиција, неправедна приватизација и така натаму. 100.000 на улица без работа, така? Чии што единствена можност за вадење на некои средства за екзистенција беше обработувањето на земјоделското земјиште. Но немаа средства да го платат на доместок од концесијата годишна. Добро. И ние тоа им го возможиме бесплатно да го користат земјиштето. Врз кој критериум? Ако е стечаец, ако нема приходи, социјалната ситуација. И после тоа спроведовме кампања да тие социјални случаи кои што добија државно земјоделско земјиште на плодово уживање и кои што се стекнаа со вештини во обработката на земјоделската површина и во производството на земјоделски производи, и беа во можност веќе
не само да избадат средства за екзистенција, туку да ја платат на државата за купнина. На колку вакви им дадовте семејства или луѓе? Многу, особено во источниот дел на Македонија, посебно во Свети Николско. Така. И ми представува посебно задоволство. Кога ќе речете многу, што е тоа? Па над рамковна бројка? 1500, меѓутоа тоа не е мала површина, тоа се големи површини, да. Тоа се семејства. Кои немале никаков приход, кои биле на раб на сиромаштија. Никаков. Предпоставувам. И ми беше најголемото задоволство кога минатата година. Добро. Тие плодоуживатели, социјални случаи од пред 5 години или 10 години, ги трансформиравме во евидентирани или редовни земјоделци кои што можат да бидат, кои што се способни да ги плаќаат обврските кон државата. Значи и да плаќаат данок, и да се бидат регистрирани и така натаму. За колку време, пред колку време почна овој проект и за колку време веќе овие резултати ги имате? Значи, периодот беше на издавање на продолжување 5 години. Ние започнеме од 2007 година. Така. Значи, за 6 години веќе имаме трансформација на дел од тие луѓе, али во најголем дел. Дали тие луѓе, значи, прво не гладуваат, сега си извадија храната, така? Сега успеваат и да работат. Дали они сами работат или целите семејства им се вклучени? Па веќе им обезбедивме можност и да добијат механизација земјоделска, да ја уработуваат земјата, така? А веќе сме во фаза... Дали им следуваат субвенции? Да. Секако. Така. А они веќе ќе после овие 5 години ќе почнат да ја плаќаат и закупнината. И закупнината во почетокот 50% првата година, а понатаму со тек на годините до целосно плаќање на субвенцијата. И како е задоволството? Им одговара, што се покажа периодов, дали е доволен за да застанат на свој нозови луѓе? 5 години во земјоделството не е особено долг период, меѓутоа за овие луѓе се испостави дека е сосема доволен и дека можат да застанат за 5 години на своји нозе, за да можат да обработуваат земјата. Така. Но ова не се луѓе кои се земјоделци, немаат традиција, они биле стечајци, така? Повеќе се работници. А и дел стечајци и исто жители во... Дали се снајдо они во тоа земјоделие? Дефинитивно. Се снајдо, Нашата цел е ние да го направиме модерен македонскиот земјоделец, модерен во смисла да знае како да произведе што повеќе. И тоа да биде добар квалитетен производ, за среќа имаме услови ние, климатско почвени за едно добро, сериозно, квалитетно земјоделско производство. Добро. Значи, природата ни дала не за сите земјоделски производи. Имаме компаративни предности за одредени земјоделски производи, повеќе од останатите држави во регионот, особено за градинарските производи или за овошките и така натаму, за грозјето. Но не, како што кажав, и за сите земјоделски производи. Не би било логично да све што ќе се посади во државата, во Македонија... А со што најчесто они се занимаваат? Па добро, во источниот дел најмногу со производство на житарици, но исто така и со производство на градинарски производи. Така. Да. Како им иде со пласман? Па колку за сите земјоделци во почетокот малку несредено, меѓутоа сега правиме напори прво да ги доближиме до откупувачите, второ да се воспостават врз основа на законските измени што ги направивме, едни фер односи помеѓу производители и откупувачи, а веќе сме во фаза една да правихме бројни анализи и донесовме закон за здружување на земјоделците во задруги. Но не... Повторно како оној систем порано што имаше задруги или... Нека не бидат задруги, нека бидат кооперативи. Заради тоа што тој термин се употребува во високо развиените земјоделски држави, членки на Европската унија, каде што тоа задругарство е застапено на највисок степен. Значи, за целта крајна е они да се здружат. Да се укрупнат, значи да се здружат. Кога се повеќе стануваат веќе моćен субјект. Тоа значи за Дали материјално им е поисплатливо конечно? Па секој здружување во овие задруги ние препорачуваме да биде на интересна основа. Интересна основа, мислам на интерес. Јасно. Интересот се дефинира по профитот.
Јасно. Ако пресметаат дека преку здружувањето Добро. може да заработат повеќе и на полесен начин, со пониски трошоци, тогаш е сосема логично да се здружат. Јасно. Доколку ценат дека немаат интерес од такво здружување, дека им е подобро да бидат сами, никому ништо. Но ние цениме со сите подршки што ги даваме посебно за нивното здружување, дека треба да го имаме модел, не мора да одиме многу далеко, нека бидеме Словенија, како добро организирана земјоделска држава, каде што има бројни такви задруги, каде што земјоделците не се како единки безпомошни и подврнати под уцена од страна од купувачите на трговските компании, туку здружени можат прво да произведат да понудат поголема количина. Поголемата количина е сериозен фактор во градењето на преговарачката позиција. Понатаму Погрешно кога имаш повеќе цената паѓа, ама да, меѓутоа во земјоделството позиционирањето ти е многу појако. Во земјоделството многу битен елемент во градењето на релации од купо-продажба на земјоделски производи е динамиката на испорака од еден стабилен партнер за подолг период. Значи, тоа значи дека тој треба да има поголема количина произведено земјоделски производи, заради на тој начин се поуспешно се врзува за трговецот, како прво, а како второ, довербата помеѓу нив е подсврста. Добро, кој ги раководи тие кооперации? Чии се тие приватно, државно? Кој ги... Нема ништо државно. Значи, сами си се организираат, сами си бираат раководител, сами си бираат... Сами си именуваат управител на задругата, за кој што Министерството го плаќа, како да речем, ја плаќа платата. Така, за да ја врши нивна работата за нив. Да. А кажете ми, дали тогаш и значи пласнат им е заеднички? Механизацијата е нели поисплатлива кога се користи и така натаму подобро искористена. Но ме интересира дали кога доаѓаат после субвенциите доаѓаат грото за целата кооперација, па се распределува на секого посебно кој со колку има земјиште, или има некој друг механизам? Мислам дека дури настапот за побрзо и посигурно добивање на субвенциите, бидејќи субвенциите државата не може да ги подели одеднаш да подели 600 милиона евра. Мора да иде тоа сукцесивно како доаѓаат пари во буџетот. И ќе треба да ми објасните за главното прашање што ви го поставив, не ми го одговоривте. А тоа е субвенциите како растеа, колку растеше производството? Еве со задругиве за кратко да се задржиме уште малку. Значи, прво, таму би требало да членуваат регистрирани земјоделци. Така. Значи, професионалци, кои што се занимаваат со земјоделство, за кои што имаме предвидено минимум 20% поголеми субвенции во однос на обичните земјоделци, значи за членовите на задругите. И ред други поводности, 20% покривање на трошоците за воден надомест, предност во распределбата на земјоделско земјиште државно, повластици во набавка на механизација, повластици во набавка на складиштен капацитет или преработувачки капацитет, заради тоа што тоа е вториот чекор. Не е само производството на туку и складирање на плодот, значи силосите, амбари, негова преработка. Сега за субвенциите. Да. Иако за другите многу има да се зборува, за субвенциите. Мислам, веќе ќе идеме многу стручно, може би нема да биде преинтересно за широката година, значи тогашната влада имаше предвидено 5 милиони евра. Субвенции? За цела Македонија, за сите земјоделци? Не беше за сите земјоделци, туку само за тутунарите, заради тоа што имаше... Оти тутунарите се социјалната сфера и најчесто најисполитизираната. 5 милиони евра, како илустрација можем да кажем за 2013 година, колку се исплатено, односто колку се предвидени субвенции. 32 милиони евра. Само за тутунари? Да. Значи, од 5 на 30 милиони евра. И 2.
30. Тогу е произведено, договорено количество на тутун. Тоа се знае колку може некој да произведе, тука има договор и план. Има договори, понекогаш и се злоупотребуваат тие договори заради тоа што станува збор за така наречен вишок на производство, а често пати е тоа и резултат на нелегално производство на тутун, но значи имаме разбирање за тие работи, иако треба поголема дисциплина. Се збори дека можеби кај земјоделците оној најнизок слој токму се, значи оној социјален, најсиромашните се занимаваат токму со одгледување на тутун. Зошто тутунот го одбираат? Зошто не одбираат нешто друго? Бидејќи, ние како држава се трудиме, нели, забрануваме пушење, помалку потреба на цигарите и така натаму, од друга страна производството на тутун. Имаме ли во план ние тоа да го намалиме и да го замениме на тие луѓе, да им го замениме со нешто што исто така би им носело приход и слично. Предпоставам дека има тука доста од традицијата, но има ли некаков таков акционен план на подолг период и што ти ја знам, да се замени, да се луѓето отргнат од тој тутун, бидејќи и самата работа со тутун труе, тоа е жолто, тоа е имам нижено малку, не е тоа лесна и тешка работа е. Јанко, значи министерството и владата имаат цврст став дека површините кои што се користат за производство на тутун не смеат да се намалат. Едно е кампања против пушење, друго е една од стратешките индустријско-земјоделски култури, заради тоа што тоа е извор на приход за најранливата категорија на земјоделци. Најизмачената. Так. Јас кон тие земјоделци имам особено високо почитување. И имам изградено со сите нив многу блиски релации, утрово имав состанок со нив. Добро. Заради тоа што имаме сериозни проблеми кои што сакаме заеднички да ги надминиме, да ги премостиме. Кои се тие проблеми? Проблемите кои што до пред некое време ги имавме околу откупот на откупната цена. Откупната цена зависи од многу фактори. Знам. Годината, сушно, квалитетот и така натаму. И ова што и така кажа ти, кампањата против пушење на цигари, кој што фактички влијае врз потребата за тутун, ориентален. И сега нивке им ја намала цената, они се незадоволни, бараат од вас да им помогнете, бараат и така натаму. Вие не можете, никој не може приватник. Ако приватникот, а приватници кога откупуваат, се откупуваат по тие цени и се знае кој колку може да откупува. Јанко, како го средувате тоа што? Во Македонија се присутни две компании, девет компании се, ја мислев 7, добро. Од кои што, две би кажал, се во врвот светски. Така, Филип Морис предпоставувам. Филип Морис е во делот на цигарната индустрија. Ова се компании кои што откупуваат тутун, го преработуваат и како таков преработен врз основа на договори кои што ги имаат, го даваат во цигарната индустрија. Јасно е тоа. И така натаму. Добро. Тоа се Сокотап Франа и Алијанс Уван. Добро. Особено Сокотап, кој што е една од врвните светски компании во таа област. Ти имаат своји фабрики овде. Тоа е капитал по една фабрика од 35 милиони евра, инвестиција странска. Океј, ама они се диктираат. Вие не можете нив да ги принудите. Не диктираат тоа. Пазарот, берзата диктира цена, така? Така е. Сега ќе ти објаснам што се случува во регионот заради тоа што Балканскиот полуостров е еден од најголемите производувачи на ориентален ситнолистен тутун. Да, тоа е оној тутун што му го даваш мекот на цигарите. Да. Така. Другото е све она маса за чадење. Вирџинија широколистен. Да, Вирџинијата и така натаму и така натаму. Сега, овака. Значи, имаме зголемување на производството за 2013 година во регионот за скоро 30%. Добро. Што значи? Во Турција, кој што е лидер во производството на ориентален тутун, со типот Измир. Добро. Најдобриот тутун. Имаме зголемување од 25%. Во Бугарија, Крумовград типот, исто така, најмногу. Добро. Катерини во Грција за 25%. И паѓа цената, конкуренцијата е зголемена. Имаме, значи, зголемено производство, зголемена понуда, ама во исто време намалена побарувачка.
Добро. заради сите овие кампањи што се. Добро, па зошто ви го поставувам прашањето, идеме малку обширно, Да. господине министре. Значи, ја разбираме суштината. Дали прво земјоделците, тутунарите ја разбираат оваа ситуација? Па, ја мислам дека најголемиот дел ја разбираат, Добро. иако просечната откупна цена за оваа година во Македонија, тоа е на државно ниво, некаде околу 154 денари. Просечна откупна цена. Добро. Што во споредба, например, со годините од пред 2006 година, кога просекот бил 60-70 денари, Така. Ова Имаше не е една така. година и многу повисока. Највисоката класа идеше скоро 200 денари и така и оваа натаму. година имаше Така. од прва класа цена од 240 денари. Но тоа не беше толку чест случај. Јасно. Минатата година се ценеше тутунот многу полабаво, заради тоа што имаше потреба за него. Оваа Јасно. година имаме околу 49.000 тони вишок на тутун во регионот. И причината е тоа. Океј, Но, не се разбираме. Сега што ме интересира во Муавето. Значи, јасна е ситуацијата. Вие им помагате со субвенции на тутунарите. Они кои ќе дојдат у ваква ситуација бараат од вас помош. Ниска е откупната цена и вас ве обвинуваат. Не ги интересира нив дали е тоа државно или приватно, они викаат одма државата. Да. Прво, што можете вие да направите? Кажете ми. Освен субвенции. не, значи, најмалку што имаме е еднаш неделно состанок со сите откупувачи, Така. врз кој што во една, би рекол, форма на разговор се врши притисок врз нив за да се забрза динамиката на откупот И фер цена. фер цена. Кажете ми сега. Најранлива, рековте, категорија, луѓе кои многу им зависи нели, самата екзистенција. Има ли чаре овие луѓе да одбегнат веќе, да напуштат и да идат кон некои посигурни, не знам, може би има нешто поисплатливо од тутунот. Има ли нешто? Не знам, овоштарство, ореви, бадеми, не знам, се импровизирам. Добро. Дали би можеле они да го заменат или едноставно почвата на која одгледуваат не може ништо друго да се одгледува? Тутунот- Објаснете ми во неколку Тутунот има, реченици. кој што кажа, долга традиција од производство Добро. во Македонија и навика кај Јасно. самите луѓе. Од друга страна пак, за неја едноставно во моментов не постои замена. Од едноставна причина, како што кажа ти, нискиот квалитет на почвата на земјата, со отсуство на хранливи материи, не може да прифати одгледување на некоја друга култура. Постојат, например, проекции во државите од Европска Унија за субвенционирање на замена на култура. Во ред, но на таа почва тутунот со која култура би се заменил? Не знам, ве прашувам. Што вика значи, науката? Што викате вие како многу тешко министерство? се вршат- Истражувате ли? Има ли иднина? Што е иднината? Што вика? Има постојана наука педологија се вика, Во ред. која што се занимава со Добро. испитувањето на составот на почвата. Океј. И врз основа на педолошките испитувања на таа почва е констатирано дека во овој момент не може да Не се може. замени тутунот. Значи, Но добро. тутунот не е неисплатива култура. Значи, како кај сите земјоделски култури, некоја година ќе биде подобро, некоја малку полошо и Сме гледале циклично. како цели камиони, цели бродови со портокали и банани се истураат во вода За да се задржи за цената. да се задржи цената. Да. Јасно ми е тоа што се случува и тоа е тоа пазарно општество е. Планетава не работи по субвенционирано, работи на берза. Уште една напомена, Јанко. Значи, оваа година се договорени околу 32 милиони килограми тутун ориентален. Добро. Меѓутоа, реално во Македонија да се има едно стабилно производство, Така. кое што ќе значи и сигурна, стабилна цена, која што ќе ги задоволи барањата на земјоделците, би требало да изнесе околу 25 до 26 милиони килограми. Тоа е просекот во државата на нас гледано. Минатата година, значи, имавме зголемено производство на тутун Добро. како резултат на добрата цена од претходната реколта. Но има, значи, пазарни пореметувања, залихи големи, намалена побора и тоа сето влијаеше. Јас сега не велам дека
до година или може би следната година после тоа нема да биде полошо. Сигурно ќе биде подобро. Зависи дожлива ли е, сончева ли тие е елементи и исто во, така и во другите привнесува, региони. Ако е дожлива и кисела и слабо роди околните места, цената ќе отиде нагоре. добро. Ако падне понудата, нели квалитетот. Тоа е јасно како иде берзата. Вие преку субвенциите ќе ги заштитувате нив. Кажете ми како иде со исплатата за тутунарите? На субвенциите. Значи, ние во законски предвидениот рок за исплата на субвенциите е 30 јуни. Добро. Меѓутоа, оваа година, заради измената на изборниот законник, бевме принудени исплатата на субвенциите да ја вршиме до 3 март. Добро. После следи, нели, да Смена на влада, неможност нови да исплата и така натаму, ќе се и сега е вакуум за да период. не се доцни. Но Така? владата- А за време на изборите не смее да се смее, врши да. никаква исплата Но според затоа изборниот направите законник. колку Така? што можеме повеќе, Добро. да ослободиме средства, да можеме во што поголема мера да ги исплатиме субвенциите не само кон тутунопроизводителите, туку кон кон сите останати. Колку исплативте? Па во најголема мера се исплатени, меѓутоа на вистина роковите беа кратки, Добро. а потребно е да се обработат илјадници податоци Добро. од страна на агенцијата платежна. Таа, впрочем, има и обврска да изврши контрола на одреден број на апликанти и сето тоа бара време. Меѓутоа, ние не бевме во можност да имаме на располагање поголем временски период и затоа све што беше во можност да се исконтролира и да се подготви за исплата, беше исплатено. Сега останува уште помал дел кој што после завршување на изборниот циклус во законски предвидениот рок ќе биде исплатено. И да напоменам. Колкав е тој процент? Па околу 30% од вкупно 100... Значи 70% вие исплативте до сега. Затоа што имаше јавување кај мене каде што рекоа прво дека лажете. Значи ваквов тежок збор дури мене ми беше вулгарно и непријатно, бидејќи до толку и сам ја знам дека не е вистина. Се јавува гледачко и вика лажат, не исплатуваат никому ништо. Но се јави веднаш по него еден друг гледач кој вели вака. Века, криво ми е, зошто сите околу мене добија субвенции, само јас не ги добив субвенциите. Викам, дали годиниве наназад сте ги добива? Да, најредовно. И сега се случува едно незадоволство кај тие 30%, кој предпоставам дека добро го чувствувате на своја кожа. Дали успеавте да поразговарате со тие луѓе, да ги уверите, тие се сомневаат дека воопшто човек? Прво, сакам да уверам колку што можам, дека не постои никаква селективност во делот на исплатите на субвенциите. Значи, Јанко да добие субвенција, Љупчо да не добие. Мислам, нема шанса за А тако од што нешто. зависи тогаш? Од обработката на може би Љупчо, материјалите во апликацијата има нешто погрешно. Може би Љупчо е ставен во тие земјоделци врз кои што ќе биде извршена контрола. Дали е навистина така како што навел во самата апликација. Јасно. Иако морам да напоменам дека аплицирањето го сведовме на наједноставен можен начин. Така. Се оди во подрачна единица, се дава лична карта и се завршува со тоа со апликацијата. Јасно. Затоа што све имаме во база на податоци. Од елпис, значи ортофото снимки, авионско снимање на сите земјоделски површини до најмалата парцела, бавча. Во ред? Не е битно. Сето тоа е ставено во база на податоци. Фарм регистар. Јанко има фарма со толку грла говеда. И така, Знам дека секое животно кое се одгледува кај нас се регистрирано, има евидентирано и така натаму. Уште одамна е тоа кај нас спроведено и тоа е изваредно што го дига на едно повисоко ниво и ги штити животните. Миграцијата, каде се сели, заштита од болести, особено е тоа многу важно. Сега, Јанко, Добро? значи, заклучно со 31.12. Од 2007 година па наваму, исплатени се вкупно 590 милиони евра субвенции. Уште еднаш повторете? 590 милиони евра.
од 2007 година, односно еве нека бидат тие 5 милиони евра, односно не се во евиденцијата, значи од 2007 година до 2013 година 590 милиони евра. Колку ќе бидат исплатени вкупно за оваа година, за 2014? 2014 Да. 140 милиони евра. 140 милиони евра. Како ќе биде наредниве години? Прогресивно, Да? 2015 150, 2016 150 исто, 2017 150 прогресивно велам, заради тоа што ние Ми донесовме... рековте едната иста сума. 150, 150, 150. Ќе објаснам сега. Нема растење тука? Пред 2 години донесовме национална програма за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за 5 години. И поштаме со 130, 135, 140, 150, 150, 150 милиони евра. Вкупно од тој момент до 2017 година 720 милиони евра се предвидени за исплати. И од тоа веќе се исплатени. Добро. Значи, како што кажав, 590 милиони евра, заклучно со 31.12.2013 година. Имам Поштавме со 19 милиони и да не ја кажувам повторно таа приказка на прогресивно растење на субвенциите, но ќе го наведам овој податок. Па, еве, ти самиот заклучи дали има зголемување во земјоделското производство и дали се оправдани субвенциите или не се. Добро. Пример. 2006 година вкупен извоз на македонски земјоделски производи 242 милиони евра. 2006 242 милиони евра. Добро. 2013 година 500 милиони евра. Двојно. А субвенциите се отидени тројно или четворно? Субвенциите ги нема во 2006 година Да, 5 ама милиони. сега се 10-кратно повеќе, така? Да, меѓутоа секоја година расте и извозот, така да, значи ние вкупниот извоз на субвенционирање скоро за една година го имаме покрено преку извоз. До кога? До кога ќе се субвенционира? Кога е моментот кога државата вика, окей, сега веќе нема потреба. На свој нозе сте, богати луѓе сте, имате доволно. Бидејќи субвенцијата е земање од буџетот. Буџетот го полнам јас, така? Да. Го полнат и земјоделците, секако, нели? Сите го полниме што работиме и што се ги плаќаме врските спрема државата. Значи, тие пари во рете. Дали има крај тоа? Дали субвенциите еден момент ќе се рече, окей, добри сте, терајте понатаму, сега ќе субвенционираме некои други гранки во државата за да ги покренеме. Може би спорт, може би, не знам, некое друго индустријско, ќе произведуваме автомобил национален, не знам. Процесот на исплата на субвенции е започнат и тој не сме да престане. Така е сегде во светот? Секаде во светот, особено во и тие еве Франција. Има ли гранки, например, да се каже, кај пченицата, која ќе стигне до тука, крај на програма? Има ли некои гранки модификација во начинот на исплата на субвенцијата, меѓутоа во зависност дали ќе се оди по единица површина или по количина, по килограм. Но останува субвенцијата е субвенција. Субвенцијата мора да има заради тоа што секоја држава мора да има собствено производство на храна. Тоа производство мора да го одржува. Ќе кажам јас на неколку пати на неколку места. Не ми се верува, ние со децени не сме го поддржувале тоа производство на храна. Затоа не било пропаднато. До таа мера беше кога го презедовте? Па ниту еден од големите земјоделско-индустријски комбинати што беа од времето не беше во функција. Све беше распродадено, упропастено, со украдена механизација. А сега? Сега веќе имаме сосема подруга ситуација. Тие, да се разбереме, големи системи се уште еден или два имаме. Меѓутоа, ги немаме, меѓутоа сега имаме веќе добри земјоделци, кои што имаат навистина добро земјоделско производство, кои што фактички само треба да го надградат. А за да го надградат, мора и понатаму да продолжат субвенциите. Праксата во Европската Унија, во државите од Европската Унија е некаде 5,5-6% од вкупниот буџет да бидат предвидени средства за субвенционирање во земјоделството. Кај нас е?
5,5%. Исто. Добро. Го кажувам ова од следнија причини. Изминатите 5 години, 5 пати поред, Република Македонија добива позитивен извештај од страна на Европската комисија за поглавјата 11, 12 и 13, кои што се во делот на земјоделството, навистина имаме високи оценки. А се однесуваат во врска со земјоделието и субвенционирањето. Високи се заради тоа што ние законската регулатива ја имаме исхармонизирано, усогласено со европската. Добро. А нашата политика во земјоделството е многу блиска до заедничката земјоделска политика на земјите членки на Европската унија. Океј, господин министре, мораме да направиме една кратка пауза. Веќе сме се залуфале околу 50 на минути. Мораме да идеме со спонзорите. Немаме субвенции ние во емисија, живееме од овие прекрасни луѓе што не помагаат. Повторно во живо студиото на Сител 3 Јади Бурек емисија, гостин Љупчо Димовски, министер за земјоделство, шумарство, водостопанство, сточарство, винарство. Што уште не е под ваш ресор? Изгледа ќе треба малце да се сецне тоа министерство да ве растерети и така натаму. Не, треба да се заокружи ресорот во Министерство за земјоделство и храна. Значи, системот на ланецот на производство од нива до трпезе да биде. Тоа е праксата во... Тука сум да волонтирам. Ако треба нешто помош, кажете, господин министр. Па ќе треба. Она дегустација не може народот. Ми дадовте убава книга. Ова е... Кој е издавач на оваа книга? Се вика Вината на Македонија или Wines of Macedonia? A Short Guide of Wines and Wineries. Немам наочари. Добро, издавач е Министерството за земјоделство. А, така, вие сте, значи, добро. Како една дополнителна поддршка на нашите винарски визби и промоција на македонското вино. Да, може да се погледа. Да. И промоција на македонското вино на поедноставен начин да го доближиме до странските потрошувачи. Оваа книга ни беше многу потребна. Зошто? Затоа што не можеме да се ослониме само на презентација со флаерчиња, со проспектчиња за винарски визби. Од време на време и така натаму и така натаму. Иако, Јанко, во програмата за рурален развој имаме една сериозна програма, проект ствари со кој што навистина многу добро ги представуваме нашите винарски потенцијали, да кажам, преку презентација на присуство, всушност, на македонските винарски визби на сите најзначајни сајмени светот. Им помагате во тоа за организиран настап? Министерството за земјоделство ги плаќа сите, ги сноси сите за штандовите трошоци, за штандови, закуп, опремување и така натаму. На винарските визби е оврската да ги донесат флашите со вино за да може да бидат изложени. На винарските визби е оврската спрема винарите да ги исплатат парите при откупот на грозјето. Како иде тука работата? Па добро, еве, има законски услови и рокови во кои што тоа треба да се исплати. Добро. Ние ги запазуваат ли тие рокови винариите? Па еве, вчера веќе една винарска визба во целост ги има исплатено врските кон лозаропроизводителите, иако крајниот рок е 30 април. Так. За тоа. Ке смеат они за време на кампањава тоа да го вршат винарите? Тоа е приватен сектор, така да? Сектор, они имаат обврска. Они имаат да прават, да. Дали откако се донесе таа законска обврска и се исполнува во целост? Сите преостанати обврски што ги има винарските визби нанасат од неколку реколти кои што не беа исплатени. Минатата година беа во целост регулирани кон лозаропроизводителите, освен во два случаи. Едното беше со винарска визба таму во источен дел на Македонија, другата беше во Росманскиот дел, меѓутоа сепак стануваше збор за обврски кон некои 70-80 лозари производители кои што не ги добиле средствата од некои најбанални причини, меѓутоа да не ги амнестираме собствениците на винарската визба дека туку така заборавели или не можеле да ги најдат
луѓето на кои што им должат средства и тие си имаат и како вина за сето тоа. Но, значи, станува збор за долг од некои си 50-60 000 евра преостанат, што е во однос на тие 30 милиони евра колку што тежи целата реколта на грозје. Тоа е навистина многу. Да, тоа е не е За тутунот колку рековте годишно се исплаќа? Вкупно? И тоа тежи 32 милиони. Да, во зависност од годината, од да. откупот, Меѓутоа минатата година значи виното и тутунот тука се негдека. Да, тоа се двата наши стратешки производи. Така. Особено и тутунот и виното. Ќе ве прашам во текот на разговорот, ќе ве прашам и за ГМО, ќе ве прашам и за здравата храна, ќе ве прашам уште за многу работи, но она што ми е важно уште малку за вината, дали ние успеавме да го консолидираме? Рековте дека ова ви е важно за презентација, нели? Но денеска презентација има и преку интернет и така натаму, така да предпоставам дека оваа книга и ќе има своја интернет варијанта за уште побрзо да стигне до заинтересираните. Тоа би било нешто логично. Втора работа, дали ние успеавме да имаме веќе врвни лозови насади кои веќе даваат плодови за врвни вина. Нели, ние го имаме кај нас е традиционална смедеревката, во Грција е, нели, таа рицина, како ја викаат и така натаму, се тоа убави вина, што се вика секојдневно, без вода, малку вода или место вода. Но енологијата е навистина наука и многу е сложена, многу е комплексна и не дозволува во краток муабет, но ме интересира дали генерално, и тука би требало можеби засебно со неколку винари да направам разговор, но како ние стоиме, дали се уште ние сме главни во извозот на вина цистерни, каде што некој друг ги флашира па ги меша со некои други, како што порано беше, нели, во суштина, или веќе добро се котираме на пазарот со сопствени вина, флаша, со географско потекло, бидејќи тоа е и главната цена, нели? Тука е цената веќе далеко повисока. Тука како стоиме? Прво, Македонија минатата година има добиено за едно свое вино 94 поени од Паркер. Тие што знаат за винарството, некои работи, знаат колку е тоа голем успех. Станува збор за винарската визба Тиквеш. Кое вино? Бела вода. Тоа е црвено вино, бела вода, тероа вино. Дешто добив некое вино, ондека ми стои од Тиквеш, да викам да не е тоа сега ме чепка, не сум по алкохолот и не го погледам. Не Тиквеш, него сите ние треба да бидеме горди на една таква висока оценка. Добро. Од Џон Паркер, еден од врвните енолози во светски рамки, кој што не е така штедар да дава високи оценки за вина, ако тие тоа навистина не го заслужуваат. Ова е вино кој што е етикетирано за Свети Трифун. Да, ова е за Свети Трифун го добив, ова е Вранец. Да. Така, и тоа напишано за Јанко, дури е. Да. Ова се добро. И ова е предпоставувам нешто поквалитетно од редовното. Не е ова сега реклама, но некако се свати како еден позитивен тренд во винарството кај нас. Сосема случајно го имав кај мене во студио. Јас сакам објективно да ги кажувам работите без никаква намера да правам некому реклама. Не. Значи, она што е навистина добро вино и високо оценето вино, тоа е добро за целиот вински сектор, заради тоа што преку тоа вино се подига угледот на македонското вино, преку бела вода. Исто како што се зголемува довербата кај лозаропроизводителите кон винарските визби, ако се знае дека Сковин го има исплатено виното, грозјето во целост откупено во минатата 2013 реколта. И тука дали со откупот и исплатата е веќе во ред? Дали е тука стабилизирано? Дали е тој баланс? Не е добро некој да не ја изврши исплатата на откупеното грозје во законски предвидениот рок, заради тоа што ќе биде бришан од регистарот на производители
односно прво преработувачи на грозија, после тоа и производители на вино. Последиците се тешки. Ако се изгуби една винска година, не е добро за... Им прогледувате ли да низ прсти на винариите? Не. Ние предупредуваме благовремено дека може да се случи да донесеме таква одлука доколку не се исполнат тие услови. Добро. Меѓутоа не е добро доколку некој не ги послуша тие предупредувања заради тоа што ќе трпи штета. Ако има уште прашања во врска со лозарите и со виното... Јанко, сакам уште малку да се задржам. Значи, за виното? Минатата година тоа е голем предизвик за сите нас во Министерството, заради тоа што минатата година беше една од најуспешните години за Република Македонија, со оглед на тоа што извезовме вино во вредност од 50 милиони евра. 2013-та? 2013 година. А немавме ние некоја добра година. Тоа е реколта од 2012 година. Да. 2012 имавме долго топло лето. А 2013 имавме многу кисело. И како уште една потврда на сето тоа што го кажувам. Плашам и оваа година дека ќе биде. Го зголемивме ја зголемивме количината и процентот на извоз на вино во шишиња. И можам да кажам дека секој ден, секаде низ светот, се отвараат 60.000 шишиња со македонско вино. Подобра представа или разгледница течна за Македонија од виното 60.000 пати во текот на денот, јас мислам дека не е мала работа. Не, се согласувам со вас потполно. Инаку да ви кажам, многу интересно, ми се случи прв пат пред неколку месеци, прв пат во живот пробав маџун. И појма немав за што се работи. Го добив како препорака, како силен антиоксиданс. Да. Поточно ширата, која испарува и станува еден густ, препол со сите најздрави состојки. И дома е вистински хит во моето семејство, каде што маџунот го произведува една винарска визба и го прави на многу интересен начин. Не го вари на висок оган, значи не е на директен, туку на пареа, значи за да не испушта оние под висок оган канцерогени материи, да не го пржи, нели? И е многу квалитетна работа, се продава, гледам сега веќе почнува и да се продава, па дури и по аптеки. Дали овој производ станува интересен, веќе се појавува на радарот? Ја го отворив во емисија, донесов едно шише, го спомнав, па тоа беше, господин министре, цела емисија да се јавуваат луѓе од Тиквешко-Неготинскиот крај, од сегде каде што се прави претежно, но и од други краишта кај што го прават овој маџун. Значи, ние имаме намера маџунот да го брендираме како типичен македонски производ. Како ајварот. Како ајварот. Да не ни го земат сега, да не се сетат словенците, па... Да, повторно. Да го прекрстуваме мајмер, бајмер. Да. Тоа е значи карактеристичен производ за македонското поднебје. Така. Нашите стари го правеле тоа. Научив све. Да. Ама стана хит последниве пар години, го откриваат повторно. Сакаме уште повеќе да го испопуларизираме. Така. Во состав на Министерството имаме посебен сектор кој што се занимава со таа проблематика. Само со маџунот или со промовирање на брендирање на македонски земјоделски производи? Тоа ќе треба една посебна емисија да ми ги пратите вамо и со нив само за тоа. Многу е широка темата, од шарпланинско јагне, од вино... Од шарпланинец? Да, од шарпланинец, од вино станушина, грозје станушина, од охридска цреша, од пастрмка или пелагониска банана, не знам дали знаеш што е тоа. Пиперка една најубава. Како рековте? Пелагониска банана се вика. Прв пат пиперката, една од најубавите пиперки во Македонија. Чекај, ја или везена опчеполска пиперка, или кошански ориз. Куртовска капија, таа што е месестата црвена заевар. Да. И таа е многу вкусна, таа која јадеш, што една изедеш и готово, крај на програма. Значи, еве... Но ова што е? Ова е... Тоа е зелена пиперка, не сладка пиперка, многу добра, вкусна. Ке мора да ми испратите некого таму, само за оваа тема и да речеме за едно 20-30
автентични македонски бренда да разговараме. Не? Или уште би било подобро интересна тема. да се дружиме малку повеќе, па на терен да отидеш заедно со нас. Не можам на лице секоја место. вечер сум министре, што да ви кажам. Не можам да писнам, ни кино сум видел, ни театар сум видел. Вечерва пропуштив изложба, еднаш неделно се разведуваме и се смеруваме со женами, со децата, не, овој термин е ужас за семеен човек. Така. Но, ви благодарам за сите овие објаснувања, а ми останувате должен, имате ли некого да ми испратите за оваа тема, за овие автентични? Сега Може го ли? дека, да. Добро, добро. Да не ве викам вас повторно. Ќе балдисате. Сточарството. Сектор со еден голем потенцијал за државата. За несреќа, до пред 7 години имавме исклучително намалено стадо во државата. Зборам сега за овци. Иако не се само овци. Не се само овци, ние немавме до пред некоја година кози немавме. Од масакрот на Колишевски наваму ние коза немавме во државава. Па, ќе се не вратиме на козите. Добро. Значи, овците, моментално стадото во државата е околу 780.000 грла. Тоа е малце или много? Тоа е многу помалку од тоа што е можноста на државата. Колку е можноста на државата? Можноста на државата дупло повеќе од тоа. Значи некаде околу 1,5 милион овци, со тоа што има, да речам, приказки дека своевремено во државата имало 2 милиони овци. Да, меѓутоа тоа биде простори кога без проблем тие овци можеле до Егејско море да одат и таму да се продаваат, значи во едни други услови. Јасно. Друг политички контекст бил. Да, но тоа е уште пред 100 години и повеќе. Сега отприлика со вкупниот фонд на пастишта што ги имаме, со можностите просторни, значи таа бројка би била некаде околу 1,5 милион овци, грла, но да се постигне таа бројка, таа цифра е макотрпна работа. За кого? За самите одгледувачи? За самите одгледувачи и за државата на крај на краишта. Има ли некое тесно грло? Што е проблемот? Или едноставно треба време да помине во... Треба време. Прво, имавме ние една хаварија да повторно ќе се вратам на таа 2006 година, имаме 450.000 грла. Па ние сме биле катастрофа. Наводно имало повеќе, меѓутоа од кога дошло новата влада, најнаш исчезнале не знам колку илјадници, а пласман на месо на пазарот сме немале, не знам каде исчезнале тие грла, меѓутоа фактот е тој. А и Стефарис Џемаилич што убаво таму бомбардирани овци. Сега, да. Сега бомбардираните и Стефарис таму најверојатно така. Сега имаме, значи, 780.000 грла. Пред се благодаречи е тука пред се на субвенциите и особено на една мерка која што предвидовме, повисоко субвенционирање на задржано женско јагне. Значи, да не оди во кланичкиот сектор, туку да се задржи во стадото за да биде плодоносно за репродукција. До година да имаме уште, значи да го зголемиме стадото. Како едно стадо од 1000 овци треба едно 50 прчо и едно 900. Иначе ние успеавме во тоа да без малку да ја дуплираме таа бројка. Нели, но треба да им се исплати прецена земјоделците на оние што ги чуваат. Вие како држава не чувате овци, приватници си чуваат, и нив треба да им биде исплатливо. Дали имаат проблем? Стално слушаме за она. Ние сме сепак јавност и не навлегуваме, стручната јавност, да. Јагнето, пласман имало, немало, геополитика, не се извезувало Италија, грците не откупуваат. Тоа беше еден од главните моменти за прибирање на големи средства. Како е денеска со откупот на... Па има во моментов некаде околу 40.000 грла на јагниња договорени, ама уште... Малку ли е тоа, многу ли е тоа? Не, тоа е добра цифра, меѓутоа не е доволна. До 100.000 кусур треба сепак уште да се... Стрижеме ли ние овци, што правиме со волната? За жал, не ја искористуваме. Да довршам за јагнињата. Значи, доколку на комшијата, каде што во најголем број извезуваме јагнешко месо, не може да работите како што треба. Има потешкоти во обезбедување на средства секој домаќинство да си овозможи
еве за Великден, нели, најчесто, за тој празник, јадење на јагнешко месо, тогаш не треба да не чуди зошто имаме проблеми со пласманот во соседна Грција. Јасно. Не разбираш, добро. значи опаѓање на стандардот на граѓаните од Грција придонесуваат меѓу другото да се лишат и од јагнешко месо, и тоа е сосема нормално, но Добро. значи тука е пазарот на Хрватска, тука е пазарот на Италија и за среќа полека ни се отвора пазарот на Руската Федерација. Во смисла на тоа што... Таман не тргна, сега ќе идат у Трета светска војна. Не сме да толку мале. Шега на страна, пупус краја Не да би е. можело да се случи такво нешто, но тоа е сериозен пазар, еден од најпотенцијалните пазари. Зошто не сме го окупирале до сега? Зошто не сме... Дали за вакви продукти, се извинам, продукти или како да го наречам, нели, потребна е близина. Нели? Гледам Италија блиску, Грција блиску. Дали има значење ако е тоа Кина, ако е тоа Русија и така натаму? Не, Значи дури треба да се кинезите работи на терен. Со Народна република Кина имаме изградено многу тесни релации, особено во односот во делот на земјоделството. Па немојте само еден кварт од Пекинг да огладне, ние неки имаме доволно не јагниња, овци, па и Еве, под и тебе нас да не грицнат помалку. до тебе е книгата за виното. Да? Значи, вложиме максимални напори да го пробиеме виното и на рускиот пазар и на кинескиот пазар. Два најделикатни пазари во светот, а со огромен потенцијал. Океј, ја разбирам. Но, премиерот беше таму. Председателот беше таму. Конкуренцијата е огромна, но политичките врски и тоа како можат да Ама помогнат? ефектите еве ги. Значи, ние ги пробивме тие пазари и сега без проблем се извезува виното. Присутни сме таму. Присутни сме. Дали е Значи- тоа доволно, бидејќи, кога ќе речете Кина, колку е тој пазар што може да поднесе? Па тоа е... Тоа е огромен пазар. Кинескиот Телеком има повеќе претплатници од што Европа има жители. Така е. Значи, огромен пазар со овде- големи можности, Да. на кои што полека се етаблираме со нашите производи, не само со виното, но виното ни беше реперот дали можеме или не можеме, се испостави дека можеме. Добро. Океј, овците. Млекопроизводителите, значи тука преце на кравите. Дали имаме ние доволно? Еве сега и сутач се отвори. Битолската млекарница ни е главна, она е епицентарот за откуп на млеко и така натаму и така натаму. Но сепак Македонија, мене искрено да ја кажам, не ме боли. Демократија е, пазарно општество е, но освен едно македонско, две македонски млека, имам 5 хрватски, 3 српски, не знам, 2 босански, 7 словенички. Да, Па мислам, добро, тоа е цената на либералниот пазар, на отвореноста на пазарот и на конкуренцијата. Зашто он од Словенија го носи млекото и има конкурентна цена со нашиот млекопроизводител? Што е проблемот? Прво, немаме, за жал, се уште доволно производство на млеко. Тоа во ме државата. интересира. Значи, колку имаме, колку ни треба за да бидеме силно конкурентни на пазарот? 35% од потребите државата увезува. Потребите на пазарот, најмалку. Значи, секој што се мисли дали да вложи во млекопроизводство, му е исплатлив бизнисот, бидејќи побарачкувањето е голема. Така? Па не случајно водечката компанија во Турција, Да. во делот на млечната индустрија, Сутаж, инвестираше во Македонија. Таа сега прави, значи, регионален центар во Македонија и незиното влегување преку купувањето на млекарата, Добро. да не ја кажувам која беше, Добро. но еве се покажа дека може да работите како. Ќе треба да продолжи со инвестирање во подигнување на сточарска фарма. За одгледување на крави, на говеда, за добивање на млеко за потребите на млекарата. Значи, да го прошири програмот прво, второ да биде помалку зависна од кооперантите, заради тоа што
тие може да бидат денеска врзани, меѓутоа утре може да се приклонат кон друга млекара, доколку... Можат и да истураат млеко, нели? Па нели да... И тоа сме го гледале во светот, нели? За да задржи цена и така натаму, нели? Добро, тоа е цената, ке нас е сега, мислам, споредено со цената во другите европски држави, отприлика тука некаде може би повисока, но имаме добри субвенции. Добро, стандардот на еден земјоделец, на еден сточар, значи човек што се занимава со одгледување на стока и еден земјоделец, дали веќе го достигнува просекот на еден работник, да речеме? Дали веќе станува тој бизнис се поисплати? Па не, кажи ми да мислам да баталам оваре. Знаеш ли колку луѓе чекаат, едва чекаат да ме видат у пензија? Па ја да отидам и нешто да гледам овци, стока, нешто да баталам новинарство. Па добро, има и твои колеги вака што интензивно се занимаваат. Има Миленко, Зиков. Па секако, и тоа не е ништо чудно и тоа е добро. Заради тоа што почувствувале дека може да има прво интереса и иднина во таа професија. Уште колку нас млекари нам ни требаат? Па вака, нас ни треба, значи, да изградиме еден бренд на добро на млеко кој што ќе биде поприсутно на домашниот пазар. Иако да напоменам, Јанко, прво, нашето млеко е навистина безбедно и квалитетно во однос на увозот. Кога го видовме со случајот кога беше со афлатоксините. Афлатоксините, да. точно. Тогаш македонското млеко едноставно се распродаде. А ова од надвор едва и се продаваше. Па сега подзаборавив и пак купуваме. Не, граѓаните или потрошувачите може да бидат спокојни, заради тоа што и во моментов докога го водиме овој разговор, некој од инспекторите ја врши контролата на границата околу испитување на квалитетот на млекото или на сточната храна. Заради тоа што ние минатата година што испитуваме во квалитет? први сточната храна. Пченката, да, сточна пченка. Што испитуваме кај нив тогаш? Во сточната храна, што се испитува? Значи составот и на примеси и евентуално состав на хемиски состојки кои што се недозволени или штетни по човек. Афлатоксини и така натаму и така натаму. Радиација? Па и тоа се испитува. И тоа се испитува. ГМО? ГМО е забрането да се испитува. Забрането да се испитува во смисла на тоа да во Македонија Пазете, оваа реченица може да предизвика бура во јавноста. Не, ќе објаснам јас. Го кажувам вака со овој тон, заради тоа што во Македонија е забрането било како внес или одгледување на производи со ГМО потекло. Значи, ниту смееме да одгледуваме, ниту да увезуваме. А како тогаш утврдуваме дали има нешто ГМО? Па ја... Ако велите забрането е испитување на ГМО. Значи, на минатата година кога бев гостин во твојата емисија, малку повеќе зборувавме, сега пак ќе повторам, значи, постојат сериозни процедури за транспортот, пријавувањето, царинењето, согласноста за увоз, контролата и така натаму за сите било кој ГМО производ, особено семе или некој прехранбен, односно земјоделски производ. Земјоделски производ. А што правиме со готови производи? И со готовите производи. Чоколада, кафиња, не знам, месо, месни преработки. За месните преработки не, заради тоа што доколку животното се храни со ГМО, храна која што има потекло или некои примеси од ГМО, самиот дигестивен тракт на животното, било кои штетни содржини од тој вид на храна ги исфрла преку од организмот и воопшто не остануваат како дел од млеко или месо во случајов ако станува за говеде. Сакате да ми кажете дека ако животното конзумира ГМО храна, ако ние после конзумираме продукти од тоа животно, нема да ја премине? Нема. Последните истражувања не говорат во прилог на ова што јас ги имам токму тие анализи, односно читано тие податоци кои што дадат во прилог на ова што го зборувам. Откриено е, значи присуство. Најновите откриено е во присуство кај деца кои конзумирале млеко.
не е кај нас тоа направено истражување и ова ќе биде големата. Но во секој случај добро е дека сме будни. Но дали ние што значи тоа, таа реченица забрането е испитување на ГМО? Не, забрането у смисла на увоз, па по тој основ и не се ако не се испитува. се испитува, меѓутоа процедурите се сериозно опасни, би рекол, во тој дел, заради тоа што сега во државата се сите црвени светла уклучени околу било каква можност Особено за било... лани јас кога почнав малце повеќе да лајам. Овака, Јанко, значи, ја минатата година на почетокот во гостувањето во емисијата ти кажав дека за тутунот има ефекти од моето гостување од претходно. Добро. Па сега ефектите во забраната на... Од вашето гостување во оваа емисија, после тоа излезе дури и владата која Со сообштение кој тврдеше и уверуваше јавноста дека кај нас ниту се одгледува ГМО, значи нити се увезува, ниту се увезува, ниту продукти со ГМО. Сомнежот е во оние странски производи како што се брендови. Сега не смеам да ги спомнам, нели? Од мултинационални компании за кои оправдано се сомнева дека содржат ГМО, а кај нас влегуваат на пазарот без никаква проверка. Тоа е цената на глобализацијата па и на пазарот, меѓутоа нашите служби инспекциски и нашите веќе акредитирани лаборатории кои што ги имаме, не случајно владата вложуваше значителни средства во опремување на тие лаборатории, ама тоа не беше доволно, туку требаше тие да бидат акредитирани, за да бидат компетентни во анализите и документите кои што ги издаваат за тие анализи. Сега тоа го имаме. Има повеќе такви анализи, дури имаме лаборатории за анализа на квалитет на млеко, кои што се финансирани преку програмите на Министерството, а се наменети за 2 универзитети во Македонија. Заради тоа што ни се потребни тие лаборатории да бидеме убедени во најголема мера дека она што се нуди на пазарот е безбедно и здраво за потрошувачите. Можеме ли да ги... Дали се достапни тие податоци? Еве да речеме, не знам, чоколадо Тандара Бандара, ГМО чисто. Дали такви податоци кои ги извршила таа лабораторија може да бидат и јавно достапни? Тоа е по основ на слободен пристап до информации, секако достапна информација. Каде можеме тоа да го најдеме? Во надлежни институции. Можете да го најдете тоа во Агенцијата за храна и ветеринарство. Океј, ќе ве држам за збор и ќе ве побарам помош од вас да дојдам до тие податоци, да можам јавно да ги објавувам за да се смират гледачите или да се... Иако Јанко, ја пак и во оваа прилика можам да кажам дека значи сите закони во кои што на било кој начин беше третирано ГМО-то, по одлука на влада се изменети со тоа што е најстрого забрането. А што правиме сега? Европа донесе уредба за одгледување на генетски модифицирана пченка. Ако се вратиме на разговорот од пред година дена во кој што реков јас дека политиката е креирана од бизнис интересите, некако многу за кратко време се поклопи тезата дека е навистина така, но ние во овој момент треба да се чувствуваме безбедни, дека навистина имаме квалитетни производи кои што не се штетни по здравјето на потрошувачите. Океј. Ќе остануваме, ќе ве држам за тој збор. Вие рековте со сосема одговорност, значи од името на владата, дека во Македонија е забрането, ниту имате сознание дека има некаков доказ дека кај нас има семе, производи и одгледување на ГМО. Значи, таков доказ не постои. Ако дојде до таков доказ, нели, од соодветна лабораторијата, што ќе се пристапи? Се пали тоа... Па тоа беше случајот што го беше присутен во Унгарија, каде што во тој период било дозволено засејување на одредени земјоделски површини со ГМО, семенски материјал, но овие што беа запалени, изгорени, тие воопшто не биле ни пријавени, уште помалку обележени и најмалку пак изолирани од останатите површини кои што се граничат и како можност за пренесување, нели? Добро.
Една од клучните работи, да се вратиме на земјоделието, една од клучните работи е пласманот. Една работа беше многу голем поттик за струмичкиот регион, а тоа е големиот откупен центар, мислам Агрокор што го изгради. Такви центри се можеби најдобриот генератор за поттикнување на земјоделството покрај субвенциите и така натаму, нели, да имаш брзо, да ги пласираш. Предпоставам дека тоа е голема компанија, нема проблем таму со исплатата и така натаму. Кажете ми, во Ресен, колкав е капацитетот? 100 тони, 10 тони, 5 тони, некои чудни бројки ми прошета, малку не ми беше јасно. Имаше дека ќе има ладелник за јаболка, откупен центар од 5 тони. 5 тони е едно тамче. Толку малце ќе биде тоа? Па добро, 5 и уште 3 нули, 5000 тони. А така, за почеток, значи 5000. Знаете зашто? Затоа што моите колеги објавија 5 тони. И беше малце смешно, коментиравме со гледачите што е 5 тони. На гараж. Така. Значи, докаде е тоа и дали има во планови други откупни центри и зашто во Македонија ќе има? Тоа е еден сериозен проект кој што Министерството за земјоделство го реализира во соработка со Министерството за транспорт и врски, со Агенцијата за привлекување на странски инвестиции, со сите министри кои што се задолжени за привлекување на инвестиции. Ја морам да кажам дека посебно внимание посветиме на инвеститорите од Дубај, кои што дојдоа пред година дена. Добро. И дадовме се од себе за да го привлечеме нивното внимание, да го привлечеме и нивниот интерес за да може да донесат одлука да инвестират во државата. Добро. И сега она што се гради во Ресен, тоа е од големо значење за јаболко производството во не само Преспанскиот регион, генерално и за во Македонија, заради тоа што прво се обезбедува стабилен пласман на јаболкото. Се е тоа јасно. Да. Колку се планира дека тоа ќе генерира приходи? Приходи каде? За самите производители. Значи 5000 тони откуп, колку е тоа сигурни? Значи тие 5000 тони не е целта на тој капацитет таму што ќе се изради, да се наполни па да стои. Па да стои, него тоа мора да се врти цело време. Значи тоа е целта. И тие 5000 тони за период од 2, 3, 4 месеци треба да бидат 50.000 тони. Така. Но дали тоа ќе значи пласман на поголемиот дел од производството? Да. А дали ќе треба, дали токму заради оваа сорта, заради тој квалитет се дојдени или ќе треба производителите да идат и на некои други сорти? Значи, само јаболка ќе бидат во прашање, така? Само јаболка, а во втора фаза ќе биде проширувањето на уште 5000 тони. Така. И евентуално трета фаза за уште 5 до 15.000 тони. Ова во Ресен се гради, така? Во Ресен. Добро. Со тоа што паралелно со складишниот простор, добро, ќе треба да се гради и простор за преработка на јаболкото во каша и во јаболков концентрат. А за сок? За сок. Базата на бистрите сокови е јаболковиот концентрат. Е сега, Apple се вика фирмата. Значи, колку тежи инвестицијата? Инвестицијата е 5 милиони евра за почеток. И уште 5 милиони ќе треба за уште 5000. За уште 5000 овој објект кој што ќе го започна неќе да го градат буквално на 28 февруари, ќе биде завршен некаде кон средината на септември оваа година. Они сакаат да започнат со бербата и откуп. Така, јасно, паралелно со тоа. Втората работа, после година дена, ќе треба да проценат кога ќе започнат со реализација на втората фаза. Но, паралелно со тоа, ќе почнат да ги работат овие преработувачки капацитети. Сакам да напоменам дека објектот ќе има инсталирано посебни комори во кои што ќе се излече кислородот и јаболката ќе бидат ускладиштени во простор без кислород и каде што ќе биде спречено било какво оксидирање или оштетување на јаболковиот плод. Значи, сигурно во вакуум нема да бидат, но што ќе преовладува?
Значи без Азот? Претежно? без кислород, заради тоа што на тој начин ќе се спречи расипувањето на јаболкото. Така, оксидацијата, де факто. Оксидацијата. А знаеме, јаболко гризни го за 3 секунди, како оксидира. Калибрирани, Да. парефинирани, значи мора да бидат По облик, по боја, по големина, и ставени соодветно во тие пакувани како што ги И кај барат идат? пазарите. Па ќе одат на арапскиот пазар. Меѓутоа, Таму има голема побарувачка. има побарувачка заради тоа што преспанското јаболко традиционално со посредство на нашите турски пријатели Така. завршуваше на сиријскиот или на ирачкиот пазар. Јасно. Сега имаме хендикеп со Сирија, Јасно. каде што не може да се врши пласман. И од тие причини имавме потешкоти во пласманот, но со повторно на турските... Колку проценти од производството ќе биде офатено со овој откоп? Со овие 5 колку произведува Ресетскиот крај јаболко? Македонија има вкупно производство од 120.000 тони, А 50.000 веќе од речеме? Преспанскиот регион има производство од 95.000 до 100.000 тони. така, зависи од најголемиот годината, дел е таму. Се смета ли дека поголемиот дел од производството ќе биде офатен со овој откуп? Да, барем 50% сигурно. Одлично. Преку- Ќе мораме да идеме да. и со вториот блок реклами и веднаш потоа одиме да ви поставам прашањата кои ги пратија гледачите веќе на мојот Facebook профил. Добро, морав малце антена. Сега его трип, нели, тука сум со супругата и децата во атаман редизајнирани. Господин министре, ја ви дадов многу да се расплените, но ќе мора да бидете концизни да ми одговориме на што повеќе се зачудивте и самиот дека час и половина веќе разговараме упорно. Одиме со гледачите, поточно нивните прашања. Николај Кимовски, не знам само дали може да се однесува на вас. Имам едно прашање, многу му е опширно. До кога ќе се третираат препродавачите на зеленчук, на овошје, на зелените пазари кои работат без да платат никаква давачка, со закуп на тезга, додека ние што произведуваме храна немаме шанси со нелојалната конкуренција да обстанеме. Општ пример во Крива Паланка те уценува за крушката од 15 до 20 денари, а во Скопје истата 50 до 60 денари. Друг пример, донесува хибрид патлиџан и го продава 10 денари кило, додека нашиот домашен, кој со квалитет и со помали приноси, не можеме да го продадеме. Дали може со закон само земјоделци да продаваат на пазари и така натаму? Како овдека? Ова е проблем со децении наназад. Тоа е добро прашање и благодарам на гледачот што го има поставено, заради тоа што веќе имаме предвидено законски измени во уредувањето на работењето на зелените пазари и во лиценцирањето на земјоделските производители да можат да продаваат своји производи на тие зелени пазари. Во исто време да се спречи на таква конкуренција која што ја прават овие квази откупувачи или препродавачи и така натаму, кои што фактички за ниска цена ги земаат земјоделските производи, а за многу повисока цена ги продаваат на зелените пазари. Многу скоро ќе го понудиме тој закон како решение, во кое што очекуваме дека навистина добар дел од проблемите ќе бидат и решени. За тутунот, зошто прво не се откупува целиот тутун произведен годинава и зошто фирмите не исклучуваат договори на лица земјоделци кои за прв пат годинава сакаат да произведуваат тутун? За жал, доста анонимни се прашања, ама добро, тоа е тоа. Значи, се откупува тутун за кој што има склучено договор. И Значи, они предходно, пред да почнат со производство, мора да имаат договор. Значи, А што со овие нови производители на тутун? Џабе почнале ако, значи, не се почнува тутун да се произведува ако немаш договор предходно, така? производството на тутун не е едноставна работа и мора да биде регулирано како што е во сите останати држави, така и во Македонија, за кој што имаме и сериозен закон, во кој што е дефинирано секоја постапка во производството, а тоа значи од пријавување на парцелата, Јасно. регистрирање во министерството, склучување на договор за истата парцела со откупувачката компанија. Значи не може мене да ми текне, па сега да тргнам јас и утре да ви го продавам тутунот и да ви... Тоа е веќе нелегално и недоговорено производство кое што е спротивно на закон. А семе за расад, како се одредува кој колку ќе добие, исто така спрема површина? За расад на тутун. На тутунот. Да. Врз основа на Вело дека не е договор... доволно. Не. Врз основа на склучениот договор се издава од страна на откупувачката компанија семе за расад и се издава семе за тип прилеп до принос за 180 кг од декар
за тип јака од 150 кг за декар и за тип басмак 120 кг. Сето што е над тоа е значи зголемено производство кое што може да биде прифатливо до 15%. Кога ќе има јавен оглас за земјоделско земјиште во општина Гази Баба, Филип Манасиевски? Па после завршување на изборниот циклус кога ќе се стекнат услови за тоа. Зошто во Македонија не се дозволи преку ИПАРТ инвестиции да се прават и други стопанственици кои не се земјоделци? Например, модерата слива омалешевијата делчево се продава по цена 12 денари просек, некогаш 8, а како сушена цената е повеќе од 3 евра. Земјоделците сепак не може да бидат и фабриканти, барем не повеќето, со можноста да се вклучи секој граѓанин во преработувачки капацитети, извозот би бил десетици пати поголем. Точно е тоа што го кажува, дека потенцијалите се такви и не е точно дека не може да се искористат ИПАР средствата за подигнување на капацитети за сушење на сливата, еве, например, во Беровско, да биде, ние посакуваме да има такви инвеститори и проекти кои што ќе одат во таа насока. Дискриминација кај тутунарите. Во Радио Вишкос се забранува да се сади тутун од сорта прилеп, се дава семенски материјал од ароматичен тутун кој е послаб квалитет и послаби приноси. Тоа е едно, пак за тутунот. Зошто не се склучуваат компаниите во прилеп, не склучуваат договори или пак ако склучуваат, не смеат да бидат повеќе од минатата година. Ако сум имал 10 декари тутун, не смеам повеќе од 10 декари. Или пак секој кој имал 3 декари тутун ги бришат од системот, воопшто не му даваат, не му прават договора, тоа е единствена екзистенција и така натаму. Прво, карактеристично за Радовишкиот регион е одгледување на тип јак, а не на тип прилеп. И откупувачите даваат семе за типот јака, за одгледување на тој тутун. Не знам што е спорно, зошто некој, ако знае дека најсоодветен тутун е јака, да одгледува. Па вели дека тој од сортата прилеп што им се дава, да затоа што раѓа повеќе, па мисли дека повеќе ќе се работи, не е точно. И има повисока цена. Бара од прилеп, нели, бара сорта прилеп, а му се дава некој ароматизиран, тој предпоставам јак. Јака, да. Так. Значи тој е откупувачките компании го барат тој тип. Тоа е тоа. Значи тука во делот на второто прашање, значи зошто не се склучуваат договори? Ќе се и зошто не може на поголеми денешни површини? Мора да разберат тутунопроизводителите дека имаме проблем кој што сакаме заедничко со нив да го решиме. Денеска тоа беше состанокот помеѓу 10 откупувачки компании, 9 уствари, и представници на Сојузот на тутунопроизводители. Сакаме сите тутунопроизводители да бидат опфатени со договор. Добро. Но количината не треба да биде поголема од таа што е возможно да се откупи. Што ќе правиме сега ако се произведат 35 милиони килограми тутун? Нема каде да се продадат. Тоа се проблеми. Затоа одиме на варијанта секој да склучи договор во границите на минатогодишното производство со одредено намалување, но да има склучен договор. Тоа е целта на разговорите. Сите тутунопроизводители да бидат опфатени со договор. А тие што имале, што викаат, што имале 3 декара, па ги бришат од систем и така натаму, затоа што бидат ставени, но ќе бидат драстично намалени површините или производителите кои што предаваат тутун по 18 тони. Не може 18 тони да се предава од еден земјоделец да му го јаде левот на друг земјоделец кој што од тоа живее. Овоштар од Скопско, Гора Манасиевски, вика потребна ми е едукација. Дали се работи на тоа? Каде може да се обрати? Агенција за поттикнување и развој на земјоделството. Тоа е специјализирана советодавна агенција која што нуди бесплатни совети на сите земјоделци. Како тоа? Идам кај нив во канцеларијата, се обраќам и они ми даваат што? Материјали, обука? Тие доаѓаат на лице место. Аха. Заедно со земјоделцот, да, на терен и му даваат совети во... Има ли интерес? Па има интерес на вистина. Тоа е голема агенција со 150 вработени. Браво. Така значи уште еднаш агенција за агенција за поттикнување на развојот на земјоделството. Каде се наоѓа низине? Седиштето е во Битола, меѓутоа, така, како земјоделски регион, меѓутоа има своји канцелари на секаде каде што има подршка канцелари на Министерството за земјоделство. Има ли во Скопско? Како не, во секоја општина. Кај вас во Министерството? Во Министерството не, но не разбрав од која општина е гледачот кој што го поставува прашањето.
Од Скопско е, напишал. Ово што е од Скопско. Освен во центар, значи има секаде. Секаде во сите И во општини. Карпош, и во Газибаба, и во Кисела Вода и така натаму. На интернет кај на вашата веб страна може да се најде ова? Може да се најде секаде Од каде таму што се да најде поглашни да најде единици, адреса, контакт, А телефон. може и преку веб страната на Министерството се линкува и на веб страната на Агенцијата за... Па тоа прашувам. Да, може. Дали планира повторно новата влада да биде министер за земјоделие? Добро, окей. Очигледно има веќе и народов знае дека ќе ги добиете изборите. Туку дали повторно ќе бидете министер за земјоделие? Какви се вашите амбиции? Не одлучувам, ја има некој друг за... А какви се вашите амбиции? Да ги извршувам работите кои што се во интерес на Така, служимо народу. Да. Зошто се уште не е речен случајот со тутунопроизводството во Македонија на начин кој му одговара на тутунопроизводите? Едноставно да се либерализира пазарот без да се има 10 монополи. Вие го образложивте Па неколку имаше пати. 3 компании, односно претходно една, а сега ги има 9, односно 10. Така. Значи максимално е либерализиран пазарот. Не, за оние ограничувања, колку може, колку ова и така натаму. Иначе, Тутунот е строго регулирана секаде во земјоделска земја. Секаде. Секоја земја. Значи не може тоа кој колку му дојде, толку да произведе, како што рековте, некој да даде поединец 18 тони тутун да предаде. 18 тони нема тутун, шанс. тоа се 18.000 килограми и 18.000 евра субвенции. Дали Министерството ќе влие на откупувачите на жито во жетвата, најпрвин да го откупат лебното жито од земјоделците, па после да увезуваат ако има потреба или пак да го остават пазарот или мелничарите да ни ја кројат судбината. Дали Министерството е запознаено со фактот дека се уште не се исплатени откупните количини од минатата реколта и тоа за неколку месеци ќе стаса нова? Да, во текст сме со сите случувања во тој дел од земјоделството, но гледачот треба да знае дека Министерството иде како се стави во функција на заштита на интересите на производителите на пшеница и максимално ги бранеше тие интереси. Не е точно дека најголема штета нашите домашни производители претрпеа од мелничкиот сектор, напротив, главната конкуренција беше од надвор. За жал. И ние направивме максимални напори. Па дури имаше и меѓудржавен конфликт, нели? На некој начин. На некој начин, затоа што не дозволувавме, а нам ни е задолжено да имаме отворено... Се со цел да ги заштитиме либерализиран домашните пазар. произведувачи. А со исплатени субвенции спрема нив? Уште од лани вели не се исплатени количини? Добро би било да ги провериме неговите документи и да се јави во Министерството за земјоделство за ние да му олесниме проверка во платежната агенција Зошто не зошто се тоа не исплатени? се е исплатено, да. Пред 3,5 години татко ми беше аплицирано за субвенции за нов лозов насад, одобрени се, но за жал тој тогаш почина. Средствата беа одобрени, ги доставивме сите потребни документи. Не беше речено дека ќе ги добиеме без разлика што тој почина, но денес не се исплатени. Дали може тоа да биде во таков случај пречка? Не би можел да кажам, меѓутоа треба да се провери во Агенцијата за финанска поддршка или еве и ние како министерство стоиме на располагање кај нас да се обрати за да провериме на побрз начин. Еве интересно прашање, доста е стручно. Александар Камберовски вели: ми треба информација колкав е средниот прираст во Македонија и посебно во струмичкиот регион за пченка и сончоглед на хектар или на декар за изминатите години. Има ли вакви податоци да видиме колку е по приносот? Има информации, значи сончоглед во Македонија. Дали се достапни за јавноста тоа збор? Па има пазарен информативен систем на веб страницата на Министерството и после на веб страница на кој што сите овие податоци се... Златен интернет. Да. Значи сурфајте, луѓе, Да. све ќе најдете. Грозието ми е предадено во полет Шпет Тремик, кој откупува во поредијето Неготина, досега немам земено ни денар. За 2012 ми доплатија во јануари. Може би ова лозаропроизводител кој што и има затворено своето грозје со компензација за некои препарати. Мислам дека е од тие случаи. Ми е позната ситуацијата што се однесува до поврдарје и знам дека има одредена мала група на лозаропроизводители кои што од претходно има добиено
услуги или препарати некои од... Кој све може да произведува тутун? Дали е тоа само за социјалци? Не, да. Може кој сака. Може кој Веле, зошто директори и други луѓе на функција кои се на плата сада тутун ми го земаат левот, им го земаат левот на земјоделците за да се намали садењето на тутунот кој тоа живеат земјоделците добро малце сонја. Значи никој никому не може да му забрани да произведува било што сака па и тутун, меѓутоа тој тутун мора да биде врз основа на договор. И дали договорот едноставно и со откупувачот го со така откупувачот, и нему производството му е гарантирано откупено. Но по која цена тоа на датумот на откупот ќе биде. И цената се дефинира, и цената се дефинира врз основа на преговорите кои што ги има Сојузот на тутунопроизводители со откупувачките компании. Меѓутоа работата е во проценката и во квалитетот на тутунот, односно во класата. Дали има служба во Министерството да се пријави ненавремена исплата на загрозијата? Каде можат? Значи, ако станува збор за грозија од реколта 2013, крајниот рок за исплата е 30 април. Има ли пласман за козиото млеко? Според мојот колега, знам дека има целото негово производство, па дури го проширува стадото, затоа што не може да постигне колку е барањето. Јас пред некој ден бев во посета на една радовишка млекара, Георгиеви, Добро. Кој што меѓу другото во својот програм тврд програм на производи млечни, има и преработка на козјо млеко кој што го извезе дури до Австралија. Така. Е, са пример, значи све е можно, доколку се најде пласман. Козјото млеко важи за здрав производ. Не еден од најздравите, дефинитивно, така, па дури за лечење. Да, кој што вака не би требало да има потешкоти во неговиот пласман. Така. Дали сите млекарници го откупуваат козиото млеко? Тоа ми беше прашање. Зависи од програмот кој што ги имаат на производство, не сите. Поздрав до министерот, дали ќе има наскоро повторна објава за откуп на земјоделско државно земјиште во општина Чашка? Па кој ќе се стекнат условите, ние имавме еден оглас за објавување за доделување на земјоделско земјиште пред таму некаде во почетокот на оваа година. Сега после стекнување на условите законски таму некаде во јули месец би требало да се очекува нов оглас. Така, се повеќе има случаи на компании каде и поединци, па еве и новинари и колеги кои влегуваат во земјоделие, производство и така натаму. Последен беше случајот и Зеген при фармацевската компанија Зеген која влезе во производството на вино. И вие бевте вклучени, мислам дека се појавивте заедно на една заедничка преса и така натаму. Зеген сериозно влегува во производството на вино, но и во одгледувањето на грозје. Така. Од бившиот комбинат Џумајрија, 420 хектари под лозови наседи, ги има откупено Зеген, така. Компанијата. Во преводов пред месец дена има и исклучено договор со Министерството за концесија за закуп на земјоделското земјиште. Перфектно се оспособени и адаптирани лозовите насади, пред некој ден ја споминав таму, ги погледав. Сериозна е производството на винарската визба Бивши Лозар во Велес, една од подобрите винарски визби, и со оглед на тоа што механџиски е човек со голема инвенција, не се сомневам дека и во делот на винарството ќе биде успешен подеднако како што е во делот на фармацијата. Прилично, значи, на големо влегува во тој бизнес. Со сериозен концепт, со многу сериозни партнери од Германија и може само да му се честите на сето тоа. Така. И тоа ќе биде дополнителен импулс и за производителите, нели? Ме интересира дали претходно оваа винарија која он е откупил и овие имале претходно обврски спрема нели спрема производители на Не, тој е бивши агрокомбинат Лозар кој имаше собствени лозови насади и дали им должат Не, тоа е случај многу одамна кој што е завршен со ликвидација, со стечај и така натаму. Така да
мислам дека Зегин кога има влезено во системот, односно во винарската визба, таа веќе била расчистена со некои обврски кон лозаропроизводителите. Интересно е што ги слушам некои најави, не можам да ги потврдам, дека гледам како се конфигурира кога една фармацевтска компанија како Зегин иде се повеќе и повеќе, не само на производство, не само на продавање на лекови, туку овде и на производство, папиризодство и на здрава храна. Да. Дејќи гледам сега се повеќе и во на нивните рафтови може да се купи, не знам, брашно, производи кои се здрави производи кои се со органско потекло и така натаму. Тоа покажува еден силен тренд. Колку органското производство може зазема и колку импактот, бидејќи знаеме дека органската храна е многу поисплатлива. Како се доаѓа до сертификатите, колку го има тоа застапено, бидејќи мислам дека е тоа како да копаме нафта, злато, тоа е буквално земја што ќе ни дава, бидејќи во светот има се понеквалитетна храна. Да. Многу е добро знаат гледачите, само нека мрднат во странство, кој ќе пробаат домат, па го бацуваат доматот после кој ќе се вратат овдека пред да го јадат. Така е. Би рекол дека производството на органска храна има иднина во Македонија. Го потекнувате ли? Како го потекнувате? Го потекнуваме со конкретни и како поголеми субвенции во однос на конвенционалното производство, ама за жал пазарот ни е нас се уште таков да не може, не ја прифаќа органската храна. Од оваа година започнуваме со една поагресивна промоција. Пазарот кај нас не го прифаќа? Нашиот пазар. Заради оти е скапо, но затоа па извозот е 95% е за извоз, да. Тоа што е проблемот? Ем девизи, ем добра заработувачка. Па нема проблем и затоа го форсираме и органското производство. Свесни ли се земјоделциве дека можат да идат кон тоа, дека тука лежи голема пара, што се вика? Па, прво, во органското производство нема големи приноси. Но има големи... Има голема цена, 3 пати повисока цена, да речем, во однос на другите производи по конвенционален начин произведени. Има и органско сирење, и органско вино, и овие органски земјоделски производи. А тоа бара у целиот циклус. И храната, значи источната храна, и начинот на чување, и така натаму, сето тоа за да на крај тој добие сертификат. И тоа е еден затворен... Прво има преводен период на самото земјоделско земјиште, на кое што во одреден период од 3 години треба не сме да се употреби ништо, да, так, апсолутно. И тоа да биде изолирано и така натаму. Доаѓа куќа за сертификација, која што е овластена од страна на Министерството, неколку се такви сертификацијски куќи овластени. Се врши контрола во самото производство и врз основа на таа контрола се дава сертификат дека тоа производство навистина органско. Имаме ли во Македонија од каде на слободен пазар продавница да отиде да се купи семе? Мене ме интересира да засадам 10 стебленца квалитетен домат. Каде можам да купам, да не е ГМО, да е од оние стари, изворни, автентични сорти македонски? За жал тоа го немаме. Значи, зошто во го таква немаме? форма како што... Па немаме ни сериозно производство, за жал. Значи, тоа е една од аномалиите кои што ги имаме детектирано во изминатиот период и на Ние кој постојано увезуваме семе. Да, ама работиме веќе една посебна група, скоро 2 години, во подобрување на тој сектор во земјоделството. Од почетокот почнавме и не бевме свесни дека е тоа еден огромен простор како океан. До толку е? Семето е основата на се. На се. Така. И сега сме на добар пат да ги трасираме, значи, магистралите по кои што ќе се започне со производство на семенски материјал, ама не на не знам од каде семе, него на автохтоно македонско, на македонски земјоделски производи. Зборевме за Леле, ова цела емисија само за ова. јаболчарот. Да, јаболчарот. Да.
зборевме за други работи, значи кои што се типични нели пиперката ја спомнавме, нели ова спомнавме, она спомнавме, За жал, автентичен македонски производ. Всушност, за среќа, ги имаме во тие наши ген банки, сочувано сите тие автохтони сорти на семиња. Добро. Со тоа што сега, следната фаза е да го разработиме системот, да ја вклучиме поинтензивно науката, а ако треба да го изфинансираме со опрема, производството, значи објектите... Чекајте. Значи, обширни сте вие, а нема 2 сати збориме. Крај на емисијата заврши. Малку е тоа за земјоделството. Нели, сакате да ми кажете дека ние имаме институт каде што се чува тоа семе, се одгледуваат тие производи во контролирани услови, за повторно да се добива тоа квалитетно семе и го има. Дали тоа иде во слободна продажба? Дали може да се купи? Не Сега за сега го чувате само. Го чуваат во институтот за земјоделство, заради тоа што немаме производство. Ние сакаме да започнеме со производството за да го понудиме тоа семе на пазар. Дали тоа треба државата да го прави или тоа треба приватник да го прави па да го пласира? Како е во светот праксата? Праксата е со поддршка на државата да има приватна иницијатива. Затоа што државата е лош стопанствен. Значи се договоривме дека за ова ќе треба посебно гостување многу набрзо, бидејќи е жешко. Мене ми е вистинско задоволство муабетов, но имам уште едно прашање, не можам да ви се одјавам. А тоа е, и тоа ми боде очи од преска, тоа е последното прашање, а прашањата се од пред 30 минути до пред 30 минути ги примав прашањата, не можам да ги отварам другите, ја им се извинувам на гледачите. Ако сте способни, ве молам на Facebook, одговорите им на дел од нив. Пратете некој од вашите задолжени, нека им одговорат на гледачите во истиот тона каде што е објавено. Вели вака, прашите го министерот за турскиот желенчук што се увезува, дали е здраво за јадење? Фирмата Доле, која како се изговара точно? Дол, предпоставувам дека е, да. Доле, тој е за банани, портокали и така натаму. Кој произведува банани, ананас, лимон. Дали е безбедно за јадење? Воопшто во некои земји имаше труење од премногу пестициди во нив. Инаку Доле произведуваат и компоти, произведуваат и сокови и се сметаат едни од најквалитетните. Да. И какви се сознанијата? Па ја можам да проверам па да ви одговорам, иначе што се однесува до сега немало никоја црвена сијаличка дека особено за Дол. Особено за Дол. Еве ви останува да го проверите, па одговорете ни. На Facebook ќе одговориме, да. Многу ви благодарам, стварно сте вреден човек и навистина добро си ја познавате работата, а едноставно овие 2 часа се сосема недоволни. Како издржувате тогаш кај Латац кој ќе отидете на вести за 2-3 минути да му изнакажете се? И тука само за субвенциите па завршувате работа. Кај мене малце поише офаќаме. Да. Му украдам секојаш по неколку минути повеќе. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, емисијата ќе биде ставена деновиве на YouTube, ќе бидат дадени линкови, а наскоро ќе имаме нели и продолжување на овој разговор, ако не со министерот, со некој од овие секторите кои веќе ги начнавме. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно. Се гледаме утре вечер.